Советникот зборува пред, а клеветникот понастаните. Немосте. Глава 12. Скршената тебанска војска се повлекуваше кон езерото Копаида. Во текот на ноќта и наредниот ден се собра на брегот околу 4000 војници. Некои беа ги сочувале штитот и мечот, па дури и копјето. Поставувајќи привремен логор покрај езерото, беоќаните беа полегнати по тревата. Се одмараа и ги прераскажуваа подвизите, ги мијаа раните со студена вода и се мачкаа со масти. Офицерите и заповедниците на помали одреди им зборуваа на борците дека уште не е се изгубено и дека допрва предстои борба со македонците. Некои викаа дека треба веднаш да се појде на непријателот и да се нападне кога не се надева. Но макар што духовите се раздразне и се расплалија за одмазда, сепак немаше достаточно решителност повторно да се појде во борба. Војниците ги караа македонците, но се разидуваа во помали групи и одеа по своите домови. Лекарот Филтон, Диота, Калес, Пинтија и Никанор, сите на коњи, не свртувајќи се на огнените зборови на водачите, истата ноќ појдоа кон тебе и утредента напладне веќе беа во градот. Гликера расплакана му се фрли на Филтона во преградка. Веќе слушнав, битката е изгубена, липаше жената, но ќе се бориме понатаму, ќе се одмаздиме. Во текот на годините Гликера остана без родители и живееше во пространата куќа опколена со убава бавче. Покрај неа беа две робинки и стариот Никија, кого уште Филтоновиот дедо го беше купил како робче. Предан на лекаровото семејство, Никија, преоблечен во просјак, неколку пати одеше во градот Пела и се распрашуваше за изгубеното дете. Попусто, ништо не дозна. Треба да се одмаздуваме, изборуваше старецот на Гликера. Ке се одмаздуваме за сите чуда што ги претрпивте и ти и твојот маж. Меѓутоа, погоден момент никогаш не доаѓаше. Битката кај Херонеа беше изгубена, а се чинеше дека можностите за одмазда сосема исчезнале. Истиот ден, вечерта во куќата на лекарот, се собраа 15 на војници. Сите добри борци и заколнати непријатели на кралот Филип и македонците. Филтон ги поздрави со добре дојде и Гликера пред секого стави чинија со парче печено свинско месо, лепче и пехар полн вино. Кога борците се заколнаа и ги испразнија пехарите, Филтон и се обрна на Гликера. Сега тури уште еднаш, кога ќе ги испиеме, ќе испиеме и трет пехар за добра среќа и почеток на нашата работа. Боговите се со нас. Потоа им се обрна на присутните. Не собра нас заедничка желба да се бориме за татковината и да се одмаздиме за личните неправди што сме ги претрпеле од Филипа и неговите варвари. Меѓу нас се наоѓаат и 4 борци од Светата чета, кои се заколнаа дека ќе умрат за татковината. Исто така, овде гледам еден млад македонец Паусанија, кого неволјата го натерала да побегне од својата земја, не можејќи да ги поднесе навредите од кралот Филип. Со мака успеал да се отргне од варварските канџи на двете кралици и едниот бесен крал. Неправдите што ги поднел се доволна потврда дека Паусанија ќе ја помогне нашата праведна одмазда. Филтон застана, ги погледна присутните и додаде: дали некој од вас смета дека би можело момчето да не предаде? Сите борци молчеа. Најпослед Диота проговори: да не предаде? Па нека не предаде, тоа не е важно. Секој од нас решил да се одмазди и на таа работа ќе умре. Според тоа, кој мисли на предаство, нема да ни нанесе никаква штета. Паусанија пред еден месец избегал од Македонија во Плетеа, со Филтона го поведе во врска атлетот Проклец. Момчето не учествуваше во битката кај Херонеа, зашто неговата желба за одмазда се движеше околу кралот Филип и неговата најблиска околина. Мојот меч е вперен само во срцето на тиранинот, зборуваше момчето. Никогаш нема да се борам против својот народ и ниеден македонец нема да рече дека Паусанија е изрод. Момчето беше сниско, изгледаше лабово и мекушаво. Од неговите црни очи избиваше меланхолија и дремливост. Од овој дремливко нема да имаме никаква полза, му шепна Диота на Никанор. Филтон сигурно знае штом го повикал, се насмеа бившиот роб. Ми ги печеа плеките и ми ги корнеа ноктите, ми ја гмечеа главата меѓу два камена, рече Паусанија со мирен тон, како да нема сето тоа никаква врска со него. Зошто? Што им направи? Кралот Филип ќе ги собере моите маки.
Ме обвинија дека сум му рекол на Трибалскиот крал Сирма од која страна ќе го нападне Пердика. Тој крал се уште се повлече на време, ги намави македонците во тесници ги истепа. Учествував и јас во таа битка. Трибалите ме заробија. Кај ни бев во роспла 4 дена. Побегнав и се вратив кај своите. Тогаш Калиданет ме обвини дека кај кралот Филип јас сум предавник и почна мачењето. Како се извлече? Праша Калес. Ме спаси кралицата Олимпијада зашто и ветив и се заколнав дека ќе ја убијам Клеопатра, другата жена на Филипа и незиното дете. Ми помогна да побегнам и еве сум кај вас. Филтон му се обрна. Се собравме овде на договор зашто секој од нас има по некој меѓу македонците кого има намера да го убие. Кого ќе го убиеш ти? Кралот Филип. Охо, викна Диота, другите се изнасмеа. Или Даоха, Пермениона, Пердика, Клитандра или секој друг офицер од гардата кралска придружба. Даох е завчера убиен, рече Диота. Во текот на борбата го фатевме Проклес и јас и го обесивме. Тогаш еден помалку, благо се насмеа Пеусанија. Четворујцата тебанци од Светата Чета рекоа дека ќе ги убијат секој што е македонец или што работи за нив. Тие ќе донесат сега посади во нашите градови, рече еден, и ќе ги убиваме. Гликера, светкајќи со очите, додаде: да убивате подмолно, на спиење, ноќе на улица, да ги дочекувате зад ќошови, отров и нож, тоа е нашето оружје. Ќе ги затруеме бунарите, додаде Диота. Не, пресече Филтон, бунарите нема да ги затруеме, тоа би било подмолно. Зар има нешто по-подмолно отколку невин човек да се врзе за дирек и да се тепа како бесно куче? Шкртна со завите бившиот конјшар. Филтон го одмери со поглед и тивко нагласувајќи го секој збор додаде: сите сме се заголнале за одмаста, но главен заповедник сум јас. Кој не сака да ги слуша моите наредби, може да си оди. Никој нема да го задржува. Клапештиот конјушар прододаре нешто за себе во брадата и се замолчи. На предлог од лекаревата жена, борците направија список на истакнатите македонци што треба да се убијат. Откако го прочитаа неколку пати, заговорниците потврдија дека го запаметиле секое име. Тогаш ги извадија мечевите, ги скрстија и турија вода на нив. Заклетвата беше направена. По битката кај Херонеа во Атина се создаде изненадување. Ударот беше силен и на сите им се чинеше дека од пресудно значење за целата Елада. Луѓето и жените со уџас ја очекуваа македонската војска. Сите беа убедени дека Филип веднаш ќе ја окупира Атина и Беотија и секаде ќе заведе своја посада. Тресејќи се, атињаните очекуваа одмазда, зашто како поттикнувачи на борбата на ништо подобро не можеа да се надеваат. По цела Атина плоштадите беа исполнети со маса свет. Луѓето заплашено се загледуваа и шепотеа очекувајќи од стратегот каков било утешен збор. Храмовите беа полни со жени, старци и жена и деца. Жртвениците чадеа од крв на заклани животни. Многумина ги повикуваа боговите давајќи им ветувања ако ги изнесат живи главите од несреќата што ги снајде. Во таква состојба Есхин и неговите приврзаници почнаа да го подупнуваат народот против Демостена, зборувајќи дека тој е единствено крив за оваа несреќа. Тој го фрли штитот и побегна од битката, зборуваа. Цел век глуми улога на родолюб се додека не направи трагедија и ја турна цела Елада во беда. Есхин поднесе тужба во Народното собрание против Демостена, барајќи најстрога казна. Луѓето во чудо се прашуваа зошто е таа комедија кога и без тоа се пропадна. Тужба не е потребна, зборуваа граѓаните. Демостен е виновен и треба да се убие без суд. А како би можел да се брани кога е неговата вина јасна, зборуваа други. Нема смисла ни да се обидува да се брани. Други ги наговараа пританите да ја повлечат тужбата и да не му дозволуваат на говорникот да се брани, што се косеше со демократската слобода која владееше од секогаш во Атина. Кога се појави Демостен на говорница, од илјада грла се слушнаа протести. Свирење, бесни извици, клетви и пцовки одекнуваа на плоштадот. Неколку стратеси се обидоа да ја смират масата. Попусто. Луѓето со стегнати тупаници и со искривени лица од лутина бараа смртна казна за обвинетиот. Најстариот меѓу старешините,
Мафтајќи со раците и викајќи со цел глас, го смири народот. Каква лудост ве опфатила, граѓани? Според атинските закони секој има право да се брани. Пуштете го обвинетиот да го каже својот збор, за да можат судиите да му изречат пресуда. Кога се стиши вревата, Демостен проговори. Граѓани на Атина, сетете се каква беше состојбата на нашата земја кога влезе Филип во Елатеја. Една вечер стаса гласник на преморен коњ и донесе вест дека Елатеја е заземена. Додека расправаше државниот совет за тој случај, народот бараше итно да се донесе одлука што треба да се прави. Државниот викач почна да прашува и безбој пати повторуваше: кој сака да говори, кој сака да говори? Попусто, никој не се јави. Стратезите, притарите и сите говорници беа замолкнале, макар што добро знаеја дека преку викачот повикува татковината. Сите вие атински граѓани сигурно сакавте да се спаси државата, но никој не се јави за збор. Далеку сум од тоа некого да го осудувам, но се налага прашањето зошто тогаш никој од вас не се осмели да проговори. На тоа прашање не барам одговор, зашто знам дека тогаш на говорница можеше да застане само човек кој добро го чита кралот Филип и неговите намери. Тоа го знаевте и вие, а кој не знаеше, макар и да бил најголем родолюб, не можеше да погоди што треба да преземе против човекот што е и лав и лисица. Кога видов дека никој од вас не бе разбор, а мораше во таква состојба да се зборува, се јавив јас. Се сеќавам дека тогаш реков како сигурно знамоти кралот Филип ги подмитува тебанците и дека некој ги продибил за себе, и оти ние, ако го отфрлиме тебанското пријателство, ги туркаме и другите право во рацете на Филипа. Реков дека препредените македонци ништо подобро од тоа не можат да засакаат. Тогаш зборував дека сите треба да се бориме за тебанците, зашто на тој начин се браниме и себе си. Тогаш вие го прифативте мојот совет и без збор пристапивте на дело. Ми се чини дека света должност на секој граѓанин тогаш беше да се изнесе пред сите ако знае нешто подобро, а не да прави непотребни забелешки. Никој значи не беше против моите совети. Сите се согласивте со мене, а потоа почнаа клевети. Зашто внимавајте, атински граѓани, советникот говори тогаш кога е потребно, пред настаните, а клеветникот после кога ќе настане несреќата. За секој на кого му дошло до татковината, тогаш беше вистинскиот момент кога требаше да зборува и да советува. А сега, тие што молчеа тогаш сега говорат и напаѓаат. Тоа не се ништо друго освен клеветници. Јас и сега, по овој страшен пораз, го советувам секој да каже што може поарно да стори од тоа што го советував јас. Сигурно не мислите дека би било најпаметно да трчиме со јаже околу вратот кај кралот Филип и да викавме да живее слободата? Мојот предлог беше единствен, па не можеше ни да се избира. А кој од вас, граѓани, не би го избрал тоа што е најдобро и најкорисно за татковината? Не можел да избере ни тогаш, ни пред битката, ни сега по битката, зашто нема што да се избира. Ако во оваа земја клеветниците имаат главен збор, не верувам дека и во иднина ќе и користат на татковината. А ти, Есхине, кога умееш толку убедливо да обвинуваш друг, речи барем дали тогаш прозборува барем еден збор, кога немаше тогаш што да кажеш. Ти барем сега нави. Во 47-та година од животот, кралот Филип постигна полн успех. Сите негови планови се остварија и цела Елада беше под негова контрола. Патот за Азија му беше отворен. За големо чудо на атињаните и тебанците, македонските посади по градовите према граѓаните постапуваа благо. Војниците се однесуваа пријателски, благонаклонно помагајќи им на елините да се издигнат и закрапат по тешкиот пораз. Поради ваквата состојба, некои атињани, опфатени од радост, беа готови да заборават се што претрпеле од кралот Филип и неговите војници. Дури им правеше чест да се пријавуваат во македонската војска како наемници, макар што не знаеа сигурно дали ќе ја добијат за договорената награда за тој труд. Други пак почнаа да се префрлат во Мала Азија, а оттаму во Персија со цел да се приклучат на војската на царот Дарија. И додека едни ги вложуваа своите сили и искреност, пријателството меѓу Атина и Филипа се зацврсти, други останаа заколнати непријатели на македонскиот крал и неговата војска.
Постоја и трета група атињани. Тие го сметаа Филипа за непријател од кого не може да се надеваат на ништо добро, а спрема персискиот цар беа рамнодушни. Тие граѓани будно ги следеа настаните, чекајќи момент повторно да дојдат до оружје и да ги стерат македонците од својата земја. Македонците војници со своите постапки во Теба докажуваа дека дошле како пријатели. По доаѓањето во градот веднаш ги отворија сите затвори и ги пуштија на слобода политичките виновници и злосторници. Наспроти на забраната на градските старешини, тие ги отворија државните магазини и почнаа да делат на сиромасите жито, ориз, сланина, суви смокви и јачмен. Така тебанскиот народ почна да се приспособива кон новите промени. И секе беше добра да не зачестаа убиствата по улиците и кафеаните. Македонските војници паѓаа прободнини од меч или нож, речиси секогаш од зад грб. Така почна лошата состојба во Теба. Неколку стратези и притани го заколнуваа народот да се држи мирно и стрпливо да ја поднесува состојбата што завладеа речиси во цела Елада. Попусто, убиствата продолжуваа. Македонските војници почнаа да фаќаат и виновни и невиновни, ги фрлаа во затвор и ги подложуваа на маки. Едно момче фатено на дело не го издржа мачењето и ги предаде групата заговорници. Конците на заговорот водеа во градот Платеа, во куќата на атетот Проклес, каде што се собираа многу незадоволни војници и желни за одмазда. Една ноќ, кај атлетот се собраа преку 20 граѓани. Сите со натрапение го очекуваа гласникот од Теба, кој требаше да им донесе од водичот упатство што треба да се работи. 2/3 од војниците беа нови. Додека Проклесовата жена Касиопеја секој срдечно го послушуваше секој со смокви, сувогрози и портокали, атлетот ги смируваше како што знаеше и умееше. Треба да се има стрпливост, зборуваше. Гласникот ќе дојде, во текот на ноќта мора да биде тука, зашто нашиот водач никогаш не го згазил својот збор. Кој е водач? Што не го кажете неговото име? Праша едно момче. Другите му се придружија вревејки. Морате да ни кажете, сакаме да знаеме за кого го ставаме животот на коцка. Диота, кој 8 дена порано дојде во Платеа и беше гостин на атлетот, одговори: името на нашиот водач нема да го дознаете. Тогаш си одиме, не сакаме да работиме, потврли момчето. Конјушерот замижа со левото око, а десното го впери во момчето. Не сакате да работите, рече. А кој те викаше? Сам дојди и се понуди, што сакаш сега? Меѓутоа и другите продолжија да навалуваат да им се каже името на водичот. Кој е, што е, каде се наоѓа, сакаме да знаеме за кого треба да загинеме. Гинете за татковината, бедници, чкртна со забите Диота. Стрпливост, трпливост, зборуваше атлетот. Нашиот водич забрани да се издаде неговото име. Стрпливост. Диота го извади ножот од поетот, па обрнувајќи му се на момчето рече: а со што гарантираш дека нема да ни изадеш и нас и водачот ако те фатат и те стават на маки? Зборувај, мрсулко. Името сакаме да го дознаеме, викаа другите. Добро, ќе ви го кажам неговото име, одговори Диота. Но да знаете, се случили предавство, ќе ви ги исколеме сите семејства. Тоа е нашиот услов. Не сакаме, не се согласуваме, одиме одовде, извикаа некој и тргнаа кон вратата. Диота им го попречи патот. Одовде нема да излезете, рече и фрлајќи го погледот кон другите додаде: мечовите враце, ќе ги исечеме, кој ќе влезе во групата на убиците жив не може надвор. 8 колебливи граѓани пребледеа и почнаа еден на друг да фрлаат преплашени погледи. 5 мина ги извадија мечовите. Зелената светлина на факелот, закачен во алка на зидот, го заголемуваше бледилото на војниците и го истакнуваше блесокот на очите од кои избиваа секавични погледи. Суровите гласови и тешкото дишење предвестуваа дека во секој момент може да пламне борба. Одеднаш се чу писок од надвор. Жената на атлетот пискаше со цел глас. Предавство, викна Диота, сите надвор. Војниците побрзаа кон излезот. Диота го извази пакелот и отрча во дворот. Факелот ја осветли портата, од улицата нагрнуваа преку 30 македонски војници. Сите се стискаа и врвеа трудејќи се да ја турнат портата. Касиопеја од некаде со слаб глас викаше на помош. Проклес, пробивајќи се низ вратата, изледа во дворот. Носејќи секира со 2 сечила, налета на оградата и ја турна со рамо. Тогаш се втурна со сета жестина во групата македонски војници. Диота извика борбен повик и се втурна во нив. Преостанатите граѓани, охрабрени, се втурнаа со мечовите во турканицата.
Звечкањето на оружјето, страшните удари на атлетовата секира по шлемовите, овкањата и повиците за помош ги поколебаа македонските војници. Макар што беа 2 пати повеќе, откако видоа дека половината изгинаа, почнаа да бегаат. Борбата беше куса, но жестока. Диоте го запали факелот што беше се изгаснал во трканицата и ја осветли улицата. 16 македонски војници и 5 граѓани лежеа во крв, мртви или ранети. Клапушестиот конјушер, откако ги искла ранетите, и граѓаните и македонците викна: "Сите во Теба, ќе се најдеме во клисурата што води кон Херакловиот храм."